спортот ја произведовме ова емисија со цел да ја помогнеме во она област околу типувањето. Реков минатата емисија дека драг гостин, пријател ќе ни биде Игор Манасов, кој што моментално е председател на бекарски клуб Пробиштип од Пробиштип. Тој веќе е тука во делот предвиден за гости со 10 парови кои што ќе бидат премет на одбоработка, тој ги одбра, тој е тука и кој ќе дојде делот ќе можеме да се запознаеме изворно директно со него. Значи емисијата содржи стандардни блокови во кои што во најавата ги даваме оние податоци за текот и содржината на емисијата. На почетокот да кажам дека од минатата емисија имаме добитници кои што ако случајно се уште не се упатиле да уплатат, тоа се Горан Павлов од Пробиштип, уплата за 100 денари, Никола Митев 3 чешми, уплата за 50 денари и Љубомир Тасев од Штип, уплата за 50 денари. Имат може до себе и денеска да го сторат тоа и да се подигнат наградата, односно да уплатат за ова вредност во местата предвидени за тоа. Во вториот блок, реков, гости ќе биде Игор Манасов од Пробиштип, кој што не има негов предлог со 10 екипи. Инаку да кажам на почетокот дека имаме одредено и надпревар кој што ќе биде тема за ваше јавување на нашите стандардни броеви 612 313 и 612 314, кои што вртат на оној кајрон, повикувачки број за Штип 032 и ќе можете да давате точен резултат или било каква прогноза за надпреварот Барселона Атлетико Мадрид. Дерби во шпанската примера дивизија, надпревар кој што ќе се одигра во недела од 21 часот на Nou Camp. Значи тоа е она што предвидуваме со гостинот. 10 парови, овој надпревар кој што ќе биде предмет и на ваше јавување. Потоа следува она катче со Велибор Џаровски Џаро, некаде околу 14 часот ќе го бараме, Џаро тип се вика неговото катче во кое што тој по негов избор одредува 3-4, можеби 5 надпревари кои што барем досега се покажале како доста точни и успешни прогнозери Џаро и да се надеваме дека денес ќе имаме вообичаено стандардни добри врски за да се слушнеме со него и да го слушнеме неговиот предлог. На крајот повторно контакт со вас, директно јавување, можете тоа да го сторите и во текот на емисијата докато разговараме со нашиот гостин, но еве предвидено е контакт директен со нашите гледачи од целиот источен регион на крајот на емисијата со ваше учество, ваша прогноза за резултатите секој на успешните ќе добијат награда. Предлагам сега да одиме со краток джингл и реклама и веднаш потоа со продолжуваме со стандардните содржини. Така е, значи ова емисија Тип 102 ја реализираме спортската редакција Нерис телевизија заеднички со облажувалниците на Вил Хил, кои што имаат свој качење во источниот регион, во источниот дел на Македонија, секако има и во другиот, меѓутоа еве пошто сигналот на Ирис телевизија допира од Штип, па се до тамо некаде Делчево, Берово, Пехчево, Македонска каменица и другите места, да наврадам некои Кочани, Македонска каменица, Пробиштип, Ветово и сите они места. Ова е најновото издание на билтенот на Вил Хил, во кој што љубителите, они кои што милуваат да типуваат, да прогнозираат, ќе ги најдат сите оние содржини кои што се предмет и обработка за типување од фудбалот кој што е најважната споредна работа на светот, па се до она светската НБА кошаркарска американска професионална лига. Оно што ги краси билтените на Вил Хил и воопшто облажувалниците, тоа е што даваат бонуси, имаат повеќе игри, повеќе можности за да дригурувате со нив и да се надевате на награди. А еве јас ќе го повторам, секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет со 6 надпревари следува бонус од 5%, 7 надпревари 10%, тикет со 8 надпревари следува бонус од 15%, со 9 надпревари 20%, 10 надпревари 25%, тикет со 11 надпревари за него следува бонус од 30%, тикет со 12 надпревари бонус од 35%, со 13 надпревари 40%, со 14 надпревари 45%, со 15 надпревари 50% бонус за оние кои што ќе уплатат во облажувалниците на Вил Хил. Вистинските прогнозери знаат да одберат, следете надпревари
уживајте и навивате за кого сакате и каде сакате, но имате стил, обложувајте се единствено во Вил Хил. Спортскиот свет ви е како на дланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секое катче на Македонија. Поздрав до дечките и девојките кои што стандардно се на своите работни места, ги очекуваат вашите уплати и заеднички да се надеваме на награди. Реков, денеска гостин ќе не биде Игор Манасов од Пробиштив, ќе имаме можност да се запознаеме со него, ќе продискутираме за спортот во Пробиштив, за она што ги краси овие дечки од Пробиштив. Инаку знаете, Пробиштив е рудовско градче, има традиционална среда, денот на рударите, ќе продискутираме за тоа кои содржини ги содржи тој турнир, каде што Пробиштив наликува на мало градче, мала Македонија со своите гости кои доаѓаат од целиот регион, па и од цела Македонија. Значи, тоа ќе биде во следниот дел. Предлагам сега на режијата да одиме со джингл, реклама и веднаш потоа со најавениот гостир Игор Манасов од Пробиштив. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секое катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секое катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата, рекова најавата, драг гости ќе ни биде Игор Манасов, тој веќе овде, велам добар ден, добре дошли Игор Манасов. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на ТВ Ирис. Се договаравме за минатата сабота, меѓутоа искрсна некои ваши мислам не проблеми, него неопходни работи. Еве, реализирано, јас реков во најавата дека се договаравме, меѓутоа тука влезе Никола Караколев, кошакар од универзитетскиот клуб Гоце Делчев. Договорено беше најавив и веќе сте тука. Од вашата карактеристика да кажам дека вработен во јавното предпријатие Хидросистем Златовица, управување со човекови ресурси, член на советот на општина Пробиштив, па воедно и претседател на одбокарскиот клуб Пробиштив. Така е. Да, така е.
Моментално сум значи преседател на одбојкарскиот клуб Пробиштип, Весна акумулатори, со нашиот генерален спонзор. Се трудиме оваа сезона, значи се игра, моментално е пауза, меѓутоа од понеделник почнуваме со подготовки за вториот дел од сезоната. Инаку во твојата кариера сакам да дознам дали некогаш во младост или сега се дружил со спортот, кои спортови били тоа и каде? Така, значи јас цел живот сум на некој начин спортски работник. Уште од мали нозе тренирав различни спортови, меѓутоа професионално тренирав едно 10 години одбојка во 90-тите години, значи во тогашниот одбојкарски клуб Пробиштип, тогаш се викаше Акумулатор Пробиштип, дока и 2000-та година некаде се занимавав со одбојка, потоа заминав на студии во Скопје и така престанав со одбојката, меѓутоа продолжив со спортски активности, со организација на спортски активности и така. Инаку во текот на кариерата сега постои одбојкарски клуб Мавис, некојаш беше Мелита, имаше најразлични имиња. Од твојата генерација да посетиш дали некој успеа да се вивне во врвот на одбојката, па можеби во репрезентацијата на Македонија? Од Пробиштип? Да, од Пробиштип, да, таа екипа. Бидејќи самиот збор Акумулатори ми навестува дека беше доста силна екипа. Така, значи тогаш, ако се сеќавате, веројатно вие сте спортски работник, се сеќавате, но главно дерби во источниот регион беше Младост и Акумулатор. Тогаш својствено во едно време во втората лига, за влез во првата, а потоа и во првата лига, кога тие две екипи игра во Пробиштип, тогаш традиционално се играше одбојката од 11 часот од рано наутро, меѓутоа салата е на помала сала кај што идевме во Браќа Миладиновци. Таа беше преполна уште во 9 часот се бајле, значи беше преполна со публика, па се играше најчесто во 5 сетови и тоа беше еден вистински празник на спортот во Пробиштип. Комшиско дерби. Така, да. Зачинето со добра одбојка и пред се со полни трибини. Имаше многу, како што кажавте, значи од јас бев помал од нив, тие затекнав генерација која што се разликуваше едно 5-6 генерации пред мене, меѓутоа тие тогаш си заминаа кој каде се снајде, значи од тогашната генерација која што во тој момент игра па заминаа некаде, се браќата, значи кои што игра во Шпанија долги години, браќата Стевовски, наши репрезентативци, исто така и Горан Алексов Бела, и тоа е од таа генерација која што тогаш играше во клубот. Замина, значи тоа е наш репрезентативец, капитен на репрезентацијата своевремено и значи даде една плејада на одбојкари, а подоцна во подоцнешниот период, значи и знаеме од Пробиштип и едно своевремено и целата репрезентација 6 души беа од нашиот Пробиштип, значи. Инаку за одбојката ќе се навратиме подоцна. Каков е односот со останатите спортови? Фудбалот, Рудар беше едно време меѓу посилните екипи, меѓутоа реорганизацијата на првата лига, транзицијата си го направи своето, оние силни спонзори, еви и Акумулатори, САП Акумулатори, некои не знам дали се уште видат, меѓутоа фудбалските клуби и останатите спортови ми се чини да се некако на страна во источниот регион, па и во Пробиштип. Така е, како што кажавте, значи во источниот регион, посебно во Пробиштип се почувствува тоа, транзицијата во некоја трансформација се направи во лигите, во спортот воопшто. За жал, фудбалскиот клуб Рудар, кој што беше еден бренд и синоним за источниот регион и во Македонија, за прв пат после некои 40-50 години оваа сезона не се такмичи, значи изгасна. Меѓутоа направивме напори, како што кажавте, јас сум и член на советот. Игралиштето во Пробиштип го дадовме на концесија на концесионер, распишавме тендер на 10 години, се појави за наша среќа еден кој што е заинтересиран и сега во тој договор од 10 години има обврска да го финансира и фудбалскиот клуб Рудар и сите оние категории младински од пионери до младинци да ги направи и да наредната сезона, значи очекуваме веќе во подготовки го следам тоа, значи тие се припремаат и наредната сезона се надеваме дека фудбалскиот клуб Рудар во таа лига која што ќе крене, значи ќе дојде до влез во третата лига. Инаку како состојбата, знам дека читав Силикс доаѓа на подготовки во Пробиштип. Дали има некој терен од овие агенцијата на млади спортови? Не, значи теренот го направи овој инвеститорот, игралишто би сакал да дојдете да го видите, тоа е едно од најубавите терени во републиката, па во источниот регион можеби едно од најубавите. Значи теренот во кога доаѓаше ФФМ на почетокот, представници од ФФМ да го видат, значи тие лиценци кои што ги даваат, веднаш доби сертификат за надпревар. За надпревари во највисок ранг, можеби и некои меѓународни надпревари од понизок ранг, меѓутоа игралиштето ги содржи сите елементи кои што треба да ги има во една лига и во првата лига. Не, нашето игралиште знаеме Рудар сега ќе се такмичи во општинска лига за да влез во трета лига. Добил сигнал од држите дека имаме телефонска линија, дали имаме гледаца линија? Ало? Режија? Ало? Да, повелете, кој е на телефон?
Илчо Јорданов. Гол. Илче Јорданов, сакаш да типуваш за надпреварот Барселона, Атлетико Мадрид. Само да запишам Илчо Јорданов. Од каде се јавувате? Штип. Илче Јорданов, гол. Да. Дали имате прашање за гостинот? Не, моментално ти сега се уклучи, гледам директно, гласом ми е намален и така да... Да, во секој случај, Илче, јас ти благодарам. Остани се здрави. С Бога напред да се надеваш за среќа и за добивка. Застанаме кај игралиштата. Знам дека во почетокот Брегалница имаше проблеми со она комисија за добивање лиценца за надпревар, па како алтернатива беше стадионот во Пробиште. Така, сум запознаен со таа ситуација, значи беше отворен нашиот стадион за Брегалница. Имаме, како што кажавте вие, и од Агенција за млади и спорт игралишта, и тоа е во добра кондиција. Знаеме дека некои од игралиштата и не се баш во таа кондиција што ги додели Агенцијата за млади и спорт, меѓутоа нашето игралиште е во добра кондиција. Таму настапуваат младинските екипи на ФК Рудар и се такмичат оние младински кои што се такмичат во Македонија. Последната посета во Пробиште добија сигнал дека имаме гледачи, сакам да прашам, има во подготовки тогаш кога бев јас некои терени за тениски игралишта. Сакам да се сврнеме, но да видиме гледачи. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Кој е на линија? Ало, добар ден, Шефки Салиев од Виница. Нашиот стандарден Шефки Салиев. Шефки Салиев од Виница. Салиев, Виница. Повели? Барселона. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид, 2+ второ полувреме. 2+ второ полувреме. Да. Благодарам, Шефки, поздрав и со среќа. Ме интересира, знам, може би тоа беше пред половина година или година, не сум сигурен, има подготовки тука на влезот тениски, некој спортски комплекс со тениски. Дали е тоа средено и готово? Се уште е во изградба, значи има фирма изведувач која што го работи тоа, во тек се и изградбата, се надеваме дека многу брзо ќе добиеме 2 тениски игралишта кои што ќе бидат по сите стандарди. Да. Имаме нов гледач. Ало? Добар ден. Добар ден, повелете. Среќни празници. За нова година среќни на вас. Барселона, Атлетико тип, Чискец. Име и презиме прво. Санде Зашовски од Берово. Санде? Зашовски. Зашовски од Берово. Чискец. Единица, Кец, победа на Барселона. Да, победа на Барселона, питање на време е само кога ќе се разиграа Меси Суарес и Неймар. Барселона лом да прави пар. Добро. Јас ти благодарам, Санде, остани со здравје, биди тука некаде и среќа. А имаме нов гледач. Ало, на другата линија. Добар ден. Ало, на телефон е Сашо Абрашев. Сашко Абрашев. Повели, Сашко? Да. Второ поголемо. Второ поголемо од прво? Да. Значи, повеќе голови во второ поголемо од прво? Да. Среќни празници, Сашко, поздрав и со среќа. Еве тоа се нашите, не ми сметат да разговорат. Уште една карактеристика на Пробиште, знам дека имаше доста спортски легенди кои што настапува во Штип. Дали има доволно простор со терен, еве рече фудбалскиот терен, во теке овој тениски комплекс, други некои локации дали се предвидени или се пуштени во меѓувреме? Значи спортски терени во Пробишти, па ако гледаме по глава на жител, можеби има највеќе во Република Македонија и пошироко. Значи ние имаме во моментот 2 фудбалски терени и 4 спортски сали кои што се сосем доволно за тренинзи за да се направи еден квалитетен спорт, меѓутоа треба една реорганизација во сите сегменти на спортот и на пред се на спонзорствата во да ги потикнеме оние кои што можат, како што ги кажавте, големите капацитети да спонзорираат во екипите, како што во одбојкарскиот клуб еве се појави фабриката за акумулатори ТАП Маки, која што не е наш генерален спонзор. Да. Игор, јас како спортски новинар мора да ти одадам признание прво на тебе, на Пробиште, на одбојкарскиот клуб, бидејќи она серија која направи македонската репрезентација со пласман, дали беше на европско или каде, некако се готвеше, којната беше во Пробиште. Кога сите откажат од бајкарската репрезентација, имаше некој, не може да сета спонзор, кој што ги донираш, ги спонзорираш од бајкарите, меѓутоа, клучите подготовки не еднаш или на 2 пати се одвива во Пробишти. Така, кај нас се одвива подготовките пред квалификациите кои што беа на репрезентацијата
Тоа едно 5-6 дена беа во Пробиштип, значи ние ги ставивме на располагање сите наши капацитети и салата на располагање беше тоа минатата година беше баш пред Нова година, значи во едни ладни услови, меѓутоа во стоплена сала во едни добри услови беа сместени во еден од хотелите во Пробиштип. Така да репрезентацијата беше презадоволна од она што го пружи Пробиштип како домаќин град на подготовките, се одиграли некои надпревари тогаш со екипата на контролни со екипата на Габрово од Бугарија. Така да направи едни добри подготовки и понатаму, како што кажавте, направи и добри резултати. Потоа ги следевме во она Евролига која што направија сосема добри резултати, за малку не влегува во она Final Four финале за да учествуваат и понатаму. Во секој случај добрите релации остануваат. Имаме гледача линија. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете име, ваше име, презиме. Горан Павлов од Пробиштип. Горан Павлов. Поздрав до гостинот. Да. Дали имате прашање, еве? Сакам да типувам. Да типуваш, да. Барселона, Атлетико Мадрид од 2 до 3 гола. 2 до 3 гола. Ми се чини минатата емисија имаше добитник од Пробиштип. Јас сум тој. Баш ти си тој. Нека со среќа имаш уплата, ми се чини за 100 денари. Ако не си извршил тоа, да, Горан Павлов Пробиштип 100 денари, значи во текот на денешниот ден може да си заврши тоа. Во секој случај јас ти благодарам, поздрав и со среќа Горан. Еви ова доказ дека емисијата доста гледана. Да, се гледа емисијата. Имам уште еден гледач ки ми простиш, Игор. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете? За типување. Име и презиме? Дејан Стојков. Дејан? Стојков. Стоилков. Стојков од Кочани. Стојков од Кочани. Да. Повели Дејан? Тип X на полувреме. X полувреме. Да. Благодарам Дејан, поздрав и со среќа. Дали имаме нов гледач? Нема. Во секој случај добрите релации со Облекарската федерација на Македонија остануваат и ова е доказ дека помалите места се желни за вакви надпревари и оваа сезона токму се покажа вашиот клуб на чело сте вие до самиот финиш, несескиот дел беше на прво место, потоа се дуваше еден пех би рекол, пораз од Струмица во Пробиштип и на крај сте есенски вице-шампиони, така. Да, значи Федерацијата, како што спомнавме, ги препозна добрите наши организациони способности. Ние имаме цел тим, значи не сум само јас, сум претседател, меѓутоа еден добар тим работи во одбојкарскиот клуб кој што ги организира сите овие надпревари, целата организација на домашен, на гостински терени и така натаму. И Федерацијата затоа се ослонува на нас кога треба нешто да се направи некои подготвителни надпревари и слично. Така да таа релација постои, меѓутоа она што го кажавте, оваа сезона сме делумно засилени и сметавме дека и се уште сметаме дека можеме да бидеме до самиот крај да се бориме за шампионската титула, меѓутоа Струмица е град со традиција во одбојката, има најдобра екипа во моментот. Ние ќе се обидеме да ја прекосиме до крај, значи следува сега оној трет дел по Бергер се игра, значи трокружен систем, кој што ние ќе гостуваме уште еднаш во Струмица, па потоа следува оној продолжителен дел или понатаму се игра тој 4 екипи продолжуваат во разигрување за шампионска титула. И таму се надеваме дека ќе влеземе во една добра форма и ќе дојдеме до финалните надпревари. Забележал тука на вратата е веќе Велибор Џаровски Џаро. Нестрпев е за неговото катче. Добар ден, Џаро. Добар ден. Среќен празник на сите и среќен празник момче од Режје. Добар ден. Опа. Ова е изненадување за многу години, среќен празник. Среќен празник. Џаро, јас очекувам да се слушнеме во 14 часа, меѓутоа не изненадување на сите и на дела и на гостинот, ова е Игор Манасов, председател на одбојкарскиот клуб. Столчик ќе донесеме сега Џаровски. Благодарам на вниманието, бидејќи очекуваме телефон со јавување, меѓутоа еве на радост, на задоволство на сите, повторно си овде. Имаме се уште едно изненадување. Уште едно изненадување. Ево, ова е изворно во живо, емисија во живо. Баш ми е мило, драго. Овие празници да ги споделиме со нашата легенда Велибор Џаровски Џаро. Само да завршам со Игор. Игор, еве, се случи и ова, значи
Баш не е мило за гостина. Баш не е мило. Повтори ги Игор кажам. ми се вика и зето, ти тоа ми е слабото име. Градот Пробишти, перударско градче, кај што имате една традиција во чест на денот на рударите се организираат најразлични манифестации, меѓу кои еве и од спортскиот дел. Што се содржи, кога е датата и што се предвидувате од спортски план на тој ден? Значи, по тој повод 28 август е ден на градот, патрон ден. Значи, од неодамна е 28 август прогласен за патрон ден на градот. Инаку со традиција 28, како што кажавте, си е рударско место и е наш празник. Меѓутоа, Советот предвидува програма на општина Пробишти и во таа недела се играат повеќе спортски активности има, од кои што меѓу позначајните, значи има турнир во одбојка, во парови двојки, има кошарка, значи баскет, има меѓутоа најпосетен е, како што кажавте и во самата најава, турнирот во мал фудбал на кој што учествуваат во последните години од 2009 навака е многу посетен и го организираме ние со еден добар тим на организација. И има екипи од цела Македонија, претежно се од источниот регион, меѓутоа, како што кажавте, има и од цела Македонија. Предлагам сега да одиме со она рубрика, или еве Џаро подготови изненадување, Џаро повели. Прво, Игор 28, јас знам дека е голема Боголовица, друго, Така да. ден на рударите, jer го носев пред 3 години Здравко Чолич у Каменица, Да. на площадот, и беше спектакл, зашто да не и сега. Не знам кој командува сега со спортот у Пробишти. Порано на телефон ги вршевме работите со Митко, ако Митко не знам сега што функција има и каде е. Митко Петров, знаеш, Петров е угостител, има, значи, свој Сан Никој е негов хотел. Аха. Па не е лошо, ќе дојеме, а изненадувањето Така. е вако. Прво, за вечер реално би се играло, треба Португалија да не се избегнат Порто и Бенфика Кетои, Лилу Франција и у Шпанија 2 Лас Палмас и Бети. До 8 март секоја емисија ќе имате по 5 уплатени ливчиња, ја ќе ги типувам, а Зегин ќе ги плаќа, а изборот е само треба да погаѓате, односно да дадете желба кој да му биде, он отвори се 30 аптеки во Војводина, кој да му биде ЕПП директор, дали Наташа Бехвалац или Сузана Манчич. Значи, кој добие поише гласови, Зегин 20 етикета ќе ви даде, на кој ја ќе уплатам бесплатно за вашите наградно јавување. Од следната сабота, Зегин ве наградува со понаградни ливчиња уплатени. Во Вилхил. Веројатно не ви се фонд. Јас сум изненаден, ово е сосема случајно, немаше никаков договор, меѓутоа изненадување таква емисија во живо, заедничка реализација, Џаро Типси има капче, пак ќе се сврнеме на тоа, но ако ми дозволи сега Џаровски да завршиме работата со Игор, сега ќе се доброделите. Ја моето го рекол. Да. Ќе продолжиме со тебе, меѓутоа за организацијата да завршиме оној основен наш задаток, односно типување на 10 понудени двојки, а потоа повторно ќе се сврнеме во Џаро Тип капчето, во кој што ќе има прогноза од Велибор Џаровски. Седи, уживај, ние да завршиме со Игор. Игор, еве го понудениот твој план и програм, 10 пари, значи прв надпревар Челси Нјукасл, англиска премиер лига. Така, мојот пар за овој тип беше, значи за овој надпревар беше 3+. Се надевам дека ќе има голови на овој надпревар. Челси и Нјукасл играат една отворена игра во задње време и мислам дека ќе има голови. Значи Челси и Нјукасл 3+. Втор надпревар Евертон Манчестер Сити. Евертон Манчестер Сити. Лично мислам дека ќе победи Манчестер Сити, меѓутоа го типував 3+ и гол-гол. Гол-гол и 3+. Значи еве изненадување за играчите, овој надпревар од премиер лигата зачинет со голови. Трета надпревар е двојка Манчестер Юнајтед Саутемптон. Манчестер Юнајтед, значи Саутемптон, јас сум голем фан на Манчестер Юнајтед, затоа и го типува вака можеби навивачки, Кецу и 4+. Кецу, значи прво полувреме водство, победа и 4+. Манчестер Юнајтед Саутемптон, Кецу и 4+. Четврта надпревар е двојка Реал Мадрид Еспањол. За овој надпревар би типував, значи дека Реал ќе даде гол, по еден гол и најмалку, значи во прво и еден гол во второ полувреме. Значи Реал дава гол во прво и во второ полувреме.
Пети надпреварачки пар Селта Валенсија, исто така шпанска премиера дивизија. Да, значи за овој надпревар гол, сметам дека ќе има голови. Валенсија кога игра на гости, паѓаат голови. Селта Валенсија гол, потоа следува шестиот пар Бенфика Гимарееш Португалија. Нешто спомна Джаро, меѓутоа да видиме твојата прогноза, после ќе си ја каже него. Така, значи мојата прогноза за овој надпревар е значи во Бенфика прво полувреме тим 1 да даде гол и потоа во второ полувреме исто така Бенфика да даде гол. Следува седмиот надпреварачки пар Порто Беленсес. На овој надпревар го типував Кеци 3+. Сметам дека победа на Порто, како што кажа Джаро, можеби ќе има изненадување, меѓутоа мојот тип беше Кеци 3+. Осма надпреварачка двојка Бастија Пари Сен-Жермен. На Бастија и ПСЖ сметам дека ќе биде двојка во борбата за шампионска титула, мислам дека ПСЖ нема да испушти оваа шанса да победи. Значи Бастија ПСЖ двојка, Рома Лацио. Рома Лацио традиционално дерби на Олимпико, исто во италијанското првенство сум фан на Лацио, мислам дека овој пат ќе заврши нерешено X. Нерешено X и следува последниот пар Наполи Јувентус, исто така големо дерби. Неодамна во купот Наполи беше убедлив, меѓутоа брзо се минува да станете во италијанската калчо лига. Во првенството Јувентус е убедливо прв во лигата, меѓутоа Наполи мислам дека во задни време има добра форма и сепак дека ќе го победи Јувентус и ќе ја направи до крај неизвестна шампионската борба за титулата. Наполи Јувентус тип 1. Да. И останува последниот оној пар кој што е за гледачите и ти да го истипуваш Барселона Атлетико Мадрид. Значи мој тип за овој надпревар ќе биде точен резултат 3:1 за Барселона. Иако не сум фан за Барселона, мислам дека сепак Барселона овој надпревар ќе го победи со 3:1. Значи Барселона Атлетико Мадрид 3:1. Тоа е типот, тоа е предлогот на нашиот гостин Игор Манасов. Еве за крај што може да очекуваме од пробиштип на спортски план во ова нова 2015 година. Така, значи можеме да очекуваме дека одбекарскиот клуб Пробиштип, каде што јас сум претседател, ќе има успешни настапи, пред полна сала постојано ги игра надпреварите, дека ќе влезе на крај во Final Four во борба за шампионска титула, ќе ве поканиме да ги следиме тие надпревари заедно. Се надеваме дека, како што кажавте, и фудбалскиот клуб Рудар од наредната сезона ќе тргне со надпреварување, ќе направи еден добар тим и ќе се врати на старите патеки. Важно да повториме, Рудар, значи нов терен со онаа структура младежко-пионерска школа, така. Која е базата, темелот, основата за едниот прв тим. Игор, јас ти благодарам, се договоривме веднаш од прва. Поздрав! Поздрав на тебе, на цел спортски пробиштип. Јас имам еден пријател, односно на мојот брат и другар Стојан Лафо. Ќе го поздравам. Тој имаше една прекрасна книга за спортските настани во Штип. Има и други личности. Се надевам дека еве и Джаро е тука со продолжување на животот на оваа емисија, да се надеваме дека ќе дојдат некои други спортски легенди од Пробиштип, од Берово, од Делчево, Виница, да ги представиме овде на гледачите, да продискутираме и за нивните настани со кои го задолжиле спортот во Македонија. Благодарам уште еднаш и еве благодарам на поканата. Друга прилика. Игоре, 1:1000 да се кладеше некој 5 година дена. 1:1000 коефициент. Дека Пробиштип има најдобар аквапарк во Македонија, би изгубиле сите. Така е, да. Така е. Што прави тоа дете Мартин таму? Тој моментално во Куманово, меѓутоа аквапаркот летниот период работи, да. Имаме гледачи линија. Ало, добар ден. Ало. Ало. Добар ден, повелете, кој е на линија? Ало. Да. Ало. Да, повелете. Малечков Христо. Како? Малечков Христо. Ристо Малечков. Христо Малечков. Да, прогноза. Тип 1. Тип 1, победа на Барса. Благодарам, Ристо, поздрав и со среќа. Имам уште еден гледач. Ало, добар ден. Повелете. Ало. Повелете, вашето име и презиме? Ефтим Поповски од Штип. Ефтим Павловски. Поповски. Ефтим Поповски од Штип. Поповски. Прогноза? 0:0. 0:0. Благодарам. 0:0. Со среќа. X у X. Океј, поздрав. Со среќа. Дали има нов гледач? Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, вашето име и презиме? Никол Чедонев. Од каде? Штип. Никол Чедонев. Прогноза?
Полувреме 0. Полувреме 0. Благодарам и Кучо, поздрав и со среќа. Режија предлагам да одиме со тайм-аут, еве спортски тайм-аут, меѓутоа време е за джингл, за реклами и веднаш потоа продолжуваме со вториот денешен гости кој што требаше да биде на линија, меѓутоа овде е во живо Велибор Џаровски Џаро, а уште еднаш поздрав за Игор Манасов од Пробишти. Предлагам одиме со тайм-аут. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој капче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој капче на Македонија. Продолжуваме со несмален интензитет и темпо. Тука е Велибор Џаровски Џаро, ќе продолжиме разговор со него, бидејќи следува токму и капчето Џаро тип. Меѓутоа добивам сигнал дека имаме гледачи линија. Ало, дали се слушаме? Ало. Добар ден, повелете. Дарко Николов на телефон. Дарко Николов, само да запишам Дарко. Од каде се јавуваш? Од Штип. Дарко Николов од Штип. Прогноза Барселона Атлетико Мадрид. 4-1. 4-1, точен резултат. Благодарам, Дарко, поздрав и со среќа. Инаку Џаровски, што има ново, еве, ги преживеавме и новогодишните празници, божикните. Што е ново, старо кај тебе, што ќе ни кажеш? Ке чекаме сега стара нова година, 13. Василици и стара нова година. Да. Инаку новата година дека дочека, дали имаше некои ексклузивитети, некои гости, бидејќи Новата година бев у Белград, а иначе и бев и Чолич имаше 2 концерта у арената, генерален спонзор Зегин беше вистина спектакл, тоа 45.000 души. Али не знам дали минатата емисија ти кажав или оно што не кажал, па ќе каже. Аца Лукас кој беше за пастармелијадата. Да. Нешто ми не е добро, нешто ми не е добро. Водиме код лекара и отидавме кај лекар.
И човекот вика, бе, што му е човекот да не пиел? Не пиел, како не пие, цел ден пие. Вика, бе, Джаро, да не се заебавате, скриена камера да не играте вие, не бе? Викам, кажи му и он вика, што ти е, бе, певач? Ој вика, спајају ми се органи. Како ти се спајају органи, бе? И он пак него гледа, него мене. И ета су ми отишла у курац, вика. Имаме гледалци линија, ало, добар ден. Дали се слушаме? Режија? Да. Ало, добар ден. Повелете ваши име и презиме. Игор Илиевски од Каменица. Игор Илиевски. Игоре, да не си полицаец од ти, бе? Јас сум Жаров. Полицаец уште не играш комар ти, бе? Да, па сакам да те поздравам специјално. Фала ти пуно. Како сте, господине Жаров? Добре, Игоре, уште ли си полицаец? Уште. Да те казна старешините што се јавуваш у вакви емисии? Не, нема да ме казнат, зашто? Не, ако се казна, ја ќе ургирам кај Гоца Енкуловска, прогноза можете да играте вие. Подобро да играте кладионица, него друга глупост се прави. Да, па се јави специјално да те поздравам, Жаров. Фала ти пуно. Како сте, господине? Добро е, све ќе се видиме кој ќе отопли. Ладно е сега за Каменица таму. Добро, живи и здрави, ќе се видиме, Жаро. Ја ти пувам 2-1 за Барселона. 2:1 Игор Илиевски, Македонска Каменица. Да. Поздрав до тебе и до сите од Македонска Каменица. Благодарам. Дали имаме нов гледач? Режија? Ново јавување? Ало? Ало? Повелете вашето име и презиме. На телефон Ташев Ѓорги од Штип. Како? Ташев Ѓорги. Ѓорги? Ташев. Ташев Ѓорги. Добро, запишено. Прогноза, Ѓорги? 3-1. 3-1 победа на Барса. Да. Благодарам и со среќа. Джаровски, се слушаме таму некаде пред 2 недели кога ми кажуваше немаше директно јавување, меѓутоа ги достави резултатот че тоа е патувањето кога беше некаде на граници премин, велеше дека ќе оди за Србија, да ќе си бил на концертот на Здравко Чолич, да. Сега, вистина беше добар концерт, спектакл. Ова лето ќе дојде тука више време е. Во Македонија, во Штип? Не, у Штип, не Македонија, не. У Штип треба да дојде. Па нема логика. За кој месец се планира? Не бе во ексклузивно? Јуни. Јуни месец, Здравко Чолич во Штип. Да, дефинитивно. Да. Ке има ли сала? Не, надвор ќе се прави на площадка. На градски стадион, да. Не, на площадка се прави. Како ќе кажат овие, како ќе каже Ијуто Захариев, така. И сега кога сме кај типовите тука. Да. Јас сакам да обрнам внимание на оние кои малку го познаваат фудбалот или така играат само од рекреација. Лука Модрич е скоро пола тим на Реал Мадрид. По мене, лично, мислам дека Реал Мадрид не може ни една титула да игра да земе без Лука Модрич. Не играше ни Роналдо практично, значи нема шанса. Вечер ако не игра овој Меси, не може ни Барселона да тепа. Мој тип е 1-1. Да. Реал Мадрид јурише на оној светски рекорд од колку 20 кусура превари со победи. Меѓутоа како се повреди Лука Модрич, на нижа навеза 3 порази едно по друго. Не, они свеќе до крај нема да бидат ни една титула ако не направат некоја драстична измена која е тешка. Джаро, додеме сега со основниот тип, ќе забаваме режијата да го прикаже телопот со надпреварите. Бенфика Гимараеш. Кет. Бенфика Гимараеш. Единица. Да. Втор пар Порто Беленсес. Кет. Порто Беленсес, Кец. Лас Палмас, Кет. Лас Палмас, Сарагоза. Кет. Единица. Бетис Тенерифе, Кет. Чека само да коригира режијата. Порто Беленсес, Кец. Лас Палмас, Сарагоза. Кет. Кец. Бетис Тенерифе, Кет. Бетис Тенерифе, Кец. И Лил Кајл од 0 до 2 гола. Лил Кајл 0 до 2 гола. Да. Дали имаме гледач, режија? Да? Добар ден. Добил сигнал, детски жагор, меѓутоа... Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Кој е на телефон? Нехтепаров Екрем од Црник Пешчево. Уште еднаш името и презимето, ќе молам. Нехтепаров Екрем, Црник Пешчево. Нехтепаров Екрем. Од Пешчево. Да, повелете.
0-0 тој резултат. 0-0 од Црник Пехчево, мисля, че ни рече. Црник Пехчево. Благодарам, Екрем. Еклем, ја имам едно прашање за тебе. За кого си ти? За Сузана Манчич или за Наташа Бехвалац? Која да му биде ЕПП директорка на Зегин за Војводина? Нема се исклучи гледачот. Добро. Тука некаде ево уште еднаш да ги повториме, Джаро Тивс, значи ова катче специјално за тебе, го искомбиниравме во живо изненадување за мене и за гледачите, значи уште еднаш Бенфика Гимараеш тип 1, Порто Беленсес Кец, Лас Палма Сарагоза тип 1, Бетис Тенерифе тип 1 и Лил КН 0:2. Реже кога не 0:2, 0 до 2. 0 до 2 гола, да. 0 до 2 гола. Ако ги има и оние основните 10 парови, уште еднаш да ги повториме за гледачите, значи Челси Ньюкасл 3+, Евертон Манчестер Сити 3+ и гол, Манчестер Юнайтед Саутемптон Кец 4+, Реал Мадрид Еспаньол тим 1 дава гол во прво полувреме и дава гол во второ полувреме, Селта Валенсија гол, Бенфика Гимараеш тим 1 дава гол во прво полувреме, Порто Беленсес Кеци 3+, Бастија Пари Сен-Жермен тип 2, Рома Лацио 0 и Наполи Јувентус тип 1. И оној пар кој што беше Барселона Атлетико Мадрид. Реже, дали можеме да финишираме или има гледач? Има уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Малку со жаро слагам се на това, од многу се клаат, а баш само од рекреација многу не разбира од фудбалот. Како? Не, слаби се линиите, не се служи. Која на линија? Поздрав до Велимир Джаровски Джаро. Кажи, фала. И јас се слагам со таа изрека што рече многу се клаат, а не разбира многу од фудбалот. Не разбирам или разбирам? Не, вели дека... Кладат се, ама многу не го познаваат фудбалот. Не го познаваат фудбалот, да се кладат. Слагам се со това од Модрич е пола тим на Реал Мадрид. Се слага, значи? Да, и мисла, он кај што речем, питање на време Меси, Суарес и Неймар да се разигра за Барселона, ако се слага он со това. Па тешко Барселона ќе тепа веќе во Меси ако не игра. Тешко, ама Суарес и ако се и тројцата и Суарес и Неймар и Меси, тешко е Атлетико да направи нешто. Добра, важно, ти мисли за Модрич се слагаш, така? Слагам се потpuno со тебе, за това си јавих. Вашето име и презиме? Прека ще јавих Санде Зашовски. Како? Санде Зашовски. Санде Зашовски. Прогноза? Прека јас прогнозирах. Мисла, или 0 на полувреме, или X. Да, веќе се луте вие, ова е втор пат Санде Зашовски Берово има тип 1. Во секој случај, Санде, јас ти благодарам, убав муабет се направите со Джаро, поздрав и со среќа. Режија, дали имаме нов гледач? Нема. Да ја финишираме емисијата. Джаро, што ќе порачаме на гледачите, еве, со една ексклузивно, веќе знаеме, штипене да се радуват, сите любители, они кои го милуваат ликот и делото на Здравко Цолич, во јуни месец. Во јуни сме тука, една голема забава ќе направиме, и у студио овде ке една забава ќе направиме и ќе натераме да пее и тука, бар до толку имаме авторитет. Да. Мил ќе не биде никој редакција. Како не, тоа 100%. Тоа ќе биде интересен настан. Многу интересен. Фудбалот, што ќе кажеме, еве сега. Добро ми он знае фудбал, он беше голман у Велеш, у Железничар. Да, тоа од Сараево. Да. Што ќе порачаме на љубителите на фудбалот во Македонија, еве за некој ден веќе ќе бидат првите прозивки. Добро е, подобро да почне фудбал отколку прозивки. А прозивки ќе почнат. Првенствени прозивки на тренерите. Да, добро, они више ќе лета. Добро, има најаве, еве денес читам баш Драги Ситирнов на некоја црна листа на УЕФА на ФИФА. Ти рече нешто, па еве има во... Ама ја ти го рекол тоа пред 20 дена уште. Најави, еве тоа сака да кажам, најави дека ќе има апсење, дека има испитување на некој на превари за кој се сомневаат дека се намести. Има 100 кила материјал има кај Гордана Јанкуловска и услужбата. За македонски фудбал, за наместени на превари. И за репрезентативен македонски фудбал. А и за репрезентативен? Па него како. Па да не се правиме ние сега бели овци овде, како сме црни овци. Добро, баш и тоа ми чуди. Сега сме 101. 100 кец она застава, 100 кец Македонија на ранг листата, 101 на ФИФА. Една компарација, 100 кец возеше добри.
типно кола, меѓутоа селекцијата не е баш... Не може ние да имаме фудбал, ако трите, реков тренера најдобри, добро Ѓоко се запосли у ова. У Пелистер. У Пелистер. Драги не работи и Зоран Смилевски. Не, како може? Да имаш фудбал, ти од трите главни тренери не работи. Има ли некоја дојава за тебе кој ќе биде шеф на струјната штаб на Брегалница, бидејќи чашијата кружат разни верзии, ја не сакам да преюдицирам, додека не потпише не зборам, меѓутоа дали имаш некој создание? Ако ја има доблеста Фудбалската федерација на Македонија, сега да му се извини на Драги Христовски, да му каже извини за лиценцата, ние сме криви, еве ти лиценца, па после преку ноќ лесно да бидете. Значи Драган По мене Драган е најдобро решение. Да. Имаме гледаца линија, ало, добар ден. Режија. Дали се исклучи гледачот или се уште чека? Тука е. Ало? Немам никаков сигнал. Не знам. Имаме две линии. 612-313, 612-314. Джаро, те прекинав. Значи тоа е тоа околу македонскиот фудбал. Тоа е македонскиот фудбал. Ама нема сјајни ни уракоме да бидеме ние се. Добро, синоќе победа 12 разлика. Како е тоа? Тоа е пријателска, тоа е шалатанска утакмица. Ти, Пушка, дали си видел? Јас сум гледал еден филм. Боб, за Боб беше, Јамајка. А ти, да, од Јамајка. И они цела Јамајка излезе да ги сачека, затоа што го пројде трката. И ние 100.000 луѓе излеговме, оти бевме пети у Европа. Тоа нигде нема на свет. Да. Овој пат ако сме 8, јас сум презадоволен. Значи тоа е она. Режија, дали имаме гледачи кој не да ја финишираме емисијата, да не го пробиеме оној програмски термин. Джаровски, еве ти рака, јас ти благодарам. Значи, 20 етикета имате бесплатни за твојата емисија од следната недела. Благодарам, еве поздрав до тебе, до пријателите на емисијата Тип 102, во која што заеднички учествуваме во реализацијата спортската редакција на Ириш телевизија, облажувалницата и целиот источен регион гледачи. Јас ќе ги исполнувам тикетите, а Зегим ќе ги уплатил Вилхил и вашите гледачи ќе ги добиваат тикетите. Па кој има среќа, нека има среќа. Јас се уште еднаш благодарам. Чао, режија, сретно носите. Да. Поздрав еве до дечките во режијата кои беа изненадени од ова гостување, бидејќи ненајавно влезе Джаровски и ова е крај на емисијата на денешното издание 13-то. Би рекол некој баксуздо, меѓутоа за нас среќно беше, бидејќи тука беше и Игор Манасов од Пробишти, тука беше и Велибор Джаровски Джаро. Благодарам за вниманието, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Се гледаме следната сабота во 13 часот и 30 минути со нов ексклузивен гостин, со ново изненадување. Останете со здравје, уживајте и пријатно. Athlete.